Продолжува процесот на будење и спознае. Затворете ги очите. Длабоко вдишувам во себе и својата душа како едно. Кој диша? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Свесност е чувство на енергија. Присуство е чувство на свесност. Јас сум е чувство на присуство. Јас сум е свест. Јас сум чувство на присуство кое тече низ сите делови, низ сите клетки на нашето тело. Затоа што Илија Кавај дозволи да тече. Нека тече. Тоа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Тоа е природно вибрационно здравје. Нека тече во безпросторноста и безвременоста. Отворете ги очите. Небото и земјата се исто. Пулсирајне во вечност. Докажи ја ова изјава. Јас сум свест и енергија. Јас сум душа. Душа е искуствен дел на свеста. А што е умот? Умот е искуствен дел на душата. Во мојата книга Свест, преку парабола, се наметнувам со објаснување на чувство кое не е објаснено. И таа парабола е следната. Во исто време, во вечното сега, се јавува танго ритам и рок-н-рол ритам. Танго ритам се одвива помеѓу свест и гност. Гност е креативна енергија. А што е материја? Прво треба да се постави прашање што е енергија. Енергија не е свест. Енергија е згустата свест. А материја? Материја е згустата енергија. Материја е мерење. Материја е релативниот свет, полето на значење, полето на вредности.
А што е рок-н-рол ритам? Рок-н-рол ритам е односот, ритамот помеѓу енергијата и материјата, помеѓу телото и умот, во вечното сега се одвиваат симултано двата ритма. Не знам од каде ја искупав оваа информација, дека пред 400 години намерно е прекинат гностот како креативна енергија и ние живееме во стресниот рок-н-рол ритам, кој подразбира клацкалица помеѓу болка и задоволство. Вредносниот систем, наметнат од масовната свест, преку програмирање, ја зголеми масата на нашето тело, ја наметна менталната гравитација и емотивната гравитација и ние живееме во стрес. Осеќаме тежина. Како тоа да се надмине? Енергијата е во функционална зависност од свеста. Материјата е во функционална зависност од енергијата. Кога се исклучи гностичката енергија, како креативна енергија, како близнак на свеста, тогаш ние мораме таа празнина, тоа постоење одвоени како бран од океанот, да ја надокнатуваме преку вниманието усмерено надвор од нас и во арената на такмичењето за илузија на моќ, ние живееме во стрес и бркаме фатаморгана. Незадоволството на спознајата, на будењето, за изворниот суверенитет, кое чувство сега не може да се надомести со опис на тоа чувство. Описот и манифестацијата на тоа чувство само ја енергизира материјата и ние додатно влегуваме во ментални болки. Излезот го бараме во повлекување, кој завршува со депресија и тешко се враќаме од таа илузија во стварност. А која е стварност? Стварното су јас изворен суверенитет. Јас сум свест, креатор на енергијата, таа е моја енергија, и јас тоа морам да го почувствувам. Тоа е еволутивен процес на свеста, на раст на свеста. Секој ќе го доживее. Целта на овие видеа е како да го брзаме процесот на будење во момент кога нашата планета Земја се соочува со нуклеарни реактивности произлезени од нашиот реактивен ум. Све друго е рационализација. Оправдување кое нема оправдување. Кога се наоѓаме на клацкалицата помеѓу тело и ум, ние излегуваме од сега, од вечното сега и се префрламе во време. Тамо се случуваат доживувањата и искуствата, кои душата ги претвара во мудрост и преку еволуцијата на свеста
доаѓаме до изворот на наше постоење. Како доаѓаме? Како чувство на едност. Првиот чекор е како да излеземе од време, излеземе од полето на значење. Полето на значење е релативно. Илузија. Илузија која го оптеретува нашето тело преку емоции. И ние сме емотивно заробени во илузија или маја во простор и време. Просторот и времето не постојат. Тие се релативни. За да можеме да доживеме искуство. И тоа е во ред. Креаторот на енергијата и на манифестацијата се игра со своите манифестации. А креаторот сум јас. Во моментот кога ние излеземе од илузијата на време и простор и ја почувствуваме енергијата, отпочнува процесот на будење. Од тој момент симултано преводот од материја во енергија значи превод од двојност во едност. Усмерување на нашето внимание е есенцијално према внатре, за да можеме да го почнеме процесот на будење. Кога се осети енергијата, нашето внимание е внатре, насочено, и на почетокот на медитацијата, која може да се нарече природна хармонична медитација, ние постепено ја осеќаме енергијата и едноста на нашето постоење. Ние сме во сега. Излеговме од време и влегуваме во танго ритамот, вечниот танго ритам, помеѓу свеста и енергијата како една единствена сила. Како два елементи една сила. Енергијата сум јас. Е креативност. Ако е креаторот, јас сум. А кој си ти? Јас сум свеста. Значи, свеста е креаторот на креацијата енергија. А што е креативност? Креативност е способност на креаторот да биде во собствената манифестација. Не можам тоа да го разберам. Ајде на метафора. Дали ти е разбирливо? Плима и осек. Два пола, еден настан. Па нешто слично. Значи, таа сила, како свеста се шири, тоа предизвикува активирање на енергијата. И од тука сите тие кои се усмерени према духовноста, према метафизиката, слушнале за изразот, за сутрата, каде Шива, тамо Шакти. Каде свест, тамо енергија. За тоа зборува. Ако ние го отпочнеме ритамот танго,
Тоа е вечно пулсирање на тангоритам, наречен космички оргазам. А што е космички оргазам? Космички оргазам значи нема време, нема его, нема масовна свест. Со тие предпоставки влегуваме во тангоритам, во космичкиот оргазам, во самади, нирвана. И тоа чувство е блажено. Таа е најчистата внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Тоа е природно вибрацијско здравје. Нека тече. Светлината е свест. И тоа е едино важно. Светлината мора да дојде однатре. Нагласувам, мора да дојде однатре. Затоа што не можеме на друг начин да излеземе од полето на значење, од полето на вредностите, кое е наменето човекот да доживува искуство и да не се повторува, да се претварат во мудрост и проширување на свест, еволуција на свест. Све друго е зголемување патните на нашата душа. Фрустрации, и денес присутно стравот од смртта, стравот од нуклеарното лутство, кој се надминува само ако малку се свртиме према себе и осеќаме сласта на јасум свест. Доста е за